Каже ли некој што вараме во лозјело? Ја не го бара богот Бахус. Каде бе? А кој е па сега тој? Па мислев дека е влюбена во Џоне. Дебеник, Бахус е бог на виното. Не може да бидеш влюбен во бог. Афродита е прилично згодна. Тоа ги помниш гагида? Абе го најдов тој Бахус? Ене го. Джиги, никогаш не е тешко да го најдеш. О, вино! О, Амброзио Божја! Каде ја? Бахус? Не, Џони, мила ми. Ништо веќе не забави. Кај ќе помини, се ќе забери и ќе окрши. Идат винари, винари белограѓани. Гледам. Пее, не ти знаеш шо пее, винари белограѓани. Не само он, години и години ја пеат Билјана Платно белеше и кога да го питаш ќе ти рече дека винари белограѓани од Белград и дели нам горе од Србија. Нема врска. Белиград или Белград се вика местност у Кавадарски што има најмногу лои за садено. И од таму винаерто делена секаде носеле грозје, так стигнале и до Билјана и ја лапнале. Ама вие што џабе е да му кажуиш? Само волкави токмаци на очите и турил саде книги чита. Знаеш шо рекол народ канес? Во авинто кај што стои ушишто, не стои и у главата. Село оште. Ќе го биде за некоја недела. Винари белограѓани. Го најдовте ли, Бахус? Не го најдовме Бахус, ама вие очигледно сте ја пронашле винарската визба. Вака се, сега ќе одиме во винарската визба и ќе видиме како се прави овој божествен дар. Ајде сиде по мене, само полека да не се лизнешам. Знаете ли дека во Кавадарци од 6000 хектари лозје годишно се собираат околу 60 милиони килограми трпезно и винско грозје? И колку вино е тоа, е! Олја, како е црвено. Знаете какво бреха? Тетка Лилија! Добар ден, деца. Добар ден! Го гледате виново? Да. Сакате да знаете како се прави? Да. Ајде со мене. Ајде, одете.
Значи процесот на точењето на виното не престанува, туку продолжува процесот и така наречениот пат на виното, што значи продолжува натаму со чување и негување на виното во бочви, бурења и на крајот завршува со флаширање на виното, кој што пак е тука почеток на флаширањето на виното. Виното го прави човека едни пати везир, едни пати резил. Навидум тивка мирна летна ноќ. Те тргнува. Она мирно спие, а љубавникот со другарчините ќе направат една прекрасна серенада. Пратија ситуацијата. Серенадата у Кавадарци има многу голема традиција. Кавдарчани се познати како многу големи домаќини и многу се гостопримливи. Ќе му испееш серенада, ќе ти отворе врата и што се вика, ќе ти отворе душта и ќе те пречека со сите можни расположиви средства што ги има. Пази ситуацијата. Чуке на близиот пошта и ноќта рашири крилја, тогај со песна вида се она чопоре да ми јаснива сами гавице вела. Слушаш ли мојот глас? Пушка, слушај, ова работа јавна ќе спадна. Вие за да не е Кавдарчанин с некој, надам аз ќе дојде ви. Батка, овојте пресоли. Тошко, Кажи, батка. не фрлај солта собира, не се да туриме кисела зелка. Ваши. Тошка, Кажи, абе да не деш едно куче да ме излиже, а?
Абе, зашо ти е коча, јас сум тука? Едни пати везир, едни пати резил. Уште колку ќе пловиме, Џони? Долго е малку, а? Ако е. На лјот не му е досадно. Е, па Тиквешкото езеро е најдолго вештачко езеро во Македонија. Научникот може би ќе го преспие Полошкиот манастир. Мене ми е малку лошо. Не можевме ли до манастира да стасаме преку копно? Некогаш можела. Манастирот бил високо над левиот брег на река Црна, од спротива на селото Полошко. Но по создавањето на Тиквешкото езеро, селото било потопено и единствен пат до него е само воден пат. Дечки! Ене во манастирот! Нешто фино ми изгледате. Ве укрепил сонот на сплавата, а? А, не, Јана душо, тоа мене ми е од благородново дејство на виното. Каде е овде манастирската визба, не знам? Не знам за визбата, ама каде е Нико? Дечки! Дојдете овде, има гробница! Точно, има гробница. Само што моите колеги утврдиле дека и вршеле анализа и утврдиле дека ова не се коските на деспотот Јован Драгушин, што е изградил манастирската црква Свети Ѓорѓија во 14. век. Овој човек умрел помеѓу 21-та и 24-та година од неговиот живот и се претпоставува дека бил синот на деспотот. Така. Умрев од страв, млади зелен. Стравот лозјето го чува. Мале! Пуштай кубаста, ајде! Како да не, кубас? Ќушки ќе печеш неготински и тоа. Ајде бе врви таму, гледај си работа бе. Селак. Лакавичар. Од вие неготинци Мекдерман се не макфириш. Толку искомплексиран народ не сум видел. Абе, се ништо ќе направим, се они сакат да направат. Абе,
само треба да се погоре. Ние почнаме кучи да правим укавадарци на приземје, они само за да бидат погоре, на спрат почнаа да ги правят кучите. И така, после измислија спрат изгради почнаа да правят. И сега се кучоперча таму имале една зграда на сред чаршија. Ни вода доведоме горе од лукарот и они вода, дајте од лукарот му да доме вода, сега они имат вода, ние немаме вода. И малку му беше таа вода, де Боже дај вода и даде Господ вода, па поплави и фана. И колку се горделиви воз имале. Демек, чудо големо, они имале воз, ние сме немале воз. Они до ден денеска кај влеват у возот, челите си се облечуват пред воз. Така да сега да отидеш на железничката станица у Скопје и кога ќе видиш кој се мине бос од ваквото од возот, 100% неготинец. Од кога ни се мразиме со неготинци? Сега ни не се мразиме, они не мразат нас. На времето уште султанот, кога пратило таму да дојде пратеник негов и да одбере кој град ќе биде тука за теквишијата, главен град за време на Османлиската империја, нашите каменарчани многу бистро отишло у Солун, го пречекале тие пашали, не знам шо бил. И демек ќе те однесме да го видиш Неготино прво, па почне однесме да го видиш Кавадарци, кој ќе те бедниса повеќе, таму нека биде пашалакот. И фанале на мосту Неготино, го однеле пашто у Демирка пија. Демирка пија, тој ги пече скучи и мало и му рекле, воја Неготино. Воја ли бе, тука ли пашалакот? Не долази у обзир, вика, го однеле у Кавадарско видео град. Убавини, тука вика ќе го правиме, вика, пашалакот и од тоги неготинци не мразат од глездите до коста, ако веруиш. Ама ни не сме завидливи, ни не сме, ни никад не ги оставаме ни в така, ако са они такви искомплексирани. И ни, кавдарчани, тврсто сме решени. 2016 година, кога ќе биде Олимпијата у Кавадарци, Неготино ќе го правиме олимпijsko село, жими мајка ти викам. Маре! Ај тоа кубаси, Маре! Нек се знае, чие куче јаде мрсно! Селјачиште Неготинско. Ова се портретите на Јован Драгушин и неговото семејство. Да те не биле светци. Зашто тогаш имаат ореоли? Тоа е посебноста во овие фрески. Насликани се со богата одежда, статусни одбележја и ореоли. Со тоа се потенцира високодостојничкиот статус и роднинските врски на Драгушин со кралот. Во паметникот на Полошкиот манастир има запишано: на 7 декември 1631 година падна пепел по сета земја. А сега знаеме дека тоа е ерупција на овој вулканов Везув. Да. Кај ли ми оде оваа винарска визма, не знам. Најубаво е од визбите на патриарсите. Црвено. Имам пиено 2-3 пати скришно од рацете на бела калугерка. Јана, душо, да не претера вие со виното, а? Виното го прави човека едни пати везир, едни пати резил. И тука ли ќе го вараме тој бакус? Мене ми се чини дека Јана веќе го најде. Стовме бе
бил голем стратешки економски и културен центар. Тој бил изграден во хеленистичкиот период, нешто пред владењето на Филип Пети. Стоби, во раноримскиот период имал статус на муниципиум со собствена ковачница. Благодарам. На парите пишувало муниципиум стобенсиум. Тука биле исковани и првите пари, наречени денари. Да прошетаме, може би ќе најдеме некој ден. Така е. Ајде. Градот настрадал од катастрофален земјотрес во 580 година. Јана, може би Бахус го нема уште од тогаш. Нико, немој да се трудиш. Вака, замисли си едно грозје, еден волкав. Вака, Може да зрна? после ги ти да. Вака, Бахус ти е во секое зрно грозје и во секоја капка вино. Да. Еј, Епа денеска претеравме со поезијата. О Бахусе, о Трипуне, или кој да си?